Добар ден, почитувани гледачи. Добро дојдовте 17:20, почеток на ново издание на Што мисли народот. Четврток е. Не можам да кажам дека е ден пред викенд, туку ден пред денот за викенд. Но ние редовно одиме со нашата емисија која што секој ден оди во овој термин веднаш по првите вести од најавата. Знаете кој ќе биде нашиот гостин и за што ќе говориме. Значи имаме гостин со кој што можеме да говориме на вистина на интересни теми, затоа што станува збор за првиот човек на ВМРО ДПМН во Штип, председател на Општинската организација, односно Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, господинот Дејан Ивановски, со кој што ќе разговараме за тоа што се случува со Штип во поглед на сите оние проекти кои што се спроведуваат, нешто за што се разбира своја улога имаат и првите луѓе на партијата по градовите. Во нашиот град тоа е господинот Дејан Ивановски. Господин Ивановски, добар ден. Добре дојдовте во нашето студио. Добар ден на вас. Благодарам на поканата и се надевам во наредните минути ќе имаме една убава емисија кај што ќе поддебатираме за убави работи, проекти кои што се ветени, реализирани, проекти кои што се реализираат во моментот и проекти кои што ќе се реализираат во идните периоди. Да, драго ми е, јас ви благодарам што се одзовте на поканата. Мене ми се чини дека ова е ваше прво гостување официјално во една емисија и драго ми е што е во емисијата Што мисли народот. Од аспект на тоа дека сепак може да слушнат граѓаните и тоа се разбира при граѓаните како граѓани, не припадниците на одредени политички партии, за тоа што размислува првиот човек на ВМРО ДПМН во Штип за проектите кои што се реализираат. И би сакал навистина да ги опфатиме сите и кое е вашето мислење за тоа што добива Штип со проектите, бидејќи на крајот на краиштата тоа е оно што е важно. Политиката останува политика, расправите политички остануваат, она што ќе се изгради останува во секој случај. И меѓутоа, бидејќи е актуелен моментот и сите говорат за изборите, би ве прашал вас за вашиот став околу изборите денеска, односно во понеделник треба да се распушти собранието, се поизвестно станува дека ќе има избори. Дали вие сте подготвени како општински комитет? На 11 декември дефинитивно ќе има избори, кај што е редно време да се оконча оваа политичка криза, која што навистина трае еден подолг период. ВМРО ДПМН е подготвено за реализирање на изборите и како и впрочем во сите оние минати циклуси кои што беа назад и сега ВМРО ДПМН е подготвен, бидејќи има со што да излезе пред граѓаните, има точна реализирана програма, отчет да излезе со граѓаните за тоа што го ветил, програма за тоа што ќе вети во иднина да се направи и мислам дека на 11 декември ќе реши народот за конечно решавање на ова политичка криза која што навистина предолго време веќе трае во нашето општество. Таа политичка криза влијае на економскиот развој на Македонија и најголем губитник се граѓаните од целата оваа политичка криза. Забележувам дека проектите се во центарот на вниманието на она што вие го работите. Дали тоа значи дека сметате дека во оваа политичка кампања сепак пресудна улога ќе има тоа што се работи? И дали тоа ќе биде во центарот на вниманието на она што ќе го презентирате пред граѓаните во кампањата? Да. ВМРО ДПМН е политичка партија која што секогаш, како што претходно истакна, излегува со точно определена програма, рокови, тајминзи за реализирање на тие проекти и после завршувањето на определениот циклус излегува со отчет за тоа што е сработено, односно што е ветено, што е реализирано. Како и секогаш до сега ВМРО ДПМН основен акцент дава на работата, на реализирањето на проекти и на подобрувањето на квалитетот на животот на граѓаните и подобрувањето на економската слика на нашата држава. Токму затоа, бидејќи ваше прво гостување, ние ќе посветиме простор на вашето мислење за многуте проекти кои што се реализираат и посебно на тоа што значат за Штип, како што реков, тоа е најважното, а се разбира предност ќе имаат гледачите кои што од режимот веќе имаме прв гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата и до координаторот на Општински комитет. Благодарам. Така. Поздрав и до вас. Јас за оно што ќе добие Штип со проектите не би зборувал, ќе добие многу, бидејќи овде е гостинот, тоа ќе го каже, нели затоа е повикан. Меѓутоа јас сакам да коментирам за една убава работа што се случува во минатата година, се случуваше и уште се случува и би сакал да продолжи. А тоа е начинот на кој се презентираат програмите на ВМРО и идните задачи. Односно, што е реализирано, а што треба. Патувањето на председателот Груевски по руралните средини, градски и селски, беше за мене нешто најубавото што се случи во минатата година.
бидејќи нашиот народ го сака контактот, ги сака политичарите во лице да ги види кога тие ќе му ветат нешто и после некој време ќе констатира дали е исполнето или не. Колку што сум информиран, огромен процент од ветените работи што председателот на ВМРО и неговата работна екипа ги ветија, беа исполнети. Ете огромно задоволство кое на некој начин гарантира дека луѓето имаат се повеќе верба во ВМРО да помане. Јас сум убеден дека и натаму ќе гласувам за тоа, бидејќи нашиот народ се може да поднесе, само не поднесува лага. Значи не сака да лажи никој. Сега, Тони, ако ми дозволиш, ова беше мал коментар. Прашањето е дали се размислува во комитет, во владата, меѓу таму дека Дејан се што престојува, да се продолжи со таа пракса или ќе се воведе она старата патување од град во град со митинзи, со многу автобуси, со многу народ, со многу трошоци. Не, многу ме интересира, бидејќи ако се откажете од таа идеја, кај што се трошија многу пари, ја предлагам, ако ми дозволите да предложам, тие пари кои би биле потрошени за тие така се скапите митинзи и патувања, тие пари да се соберат во позовен фонд и да бидат строго наменски за лицата кои бараат помош за лекување во странство. Ете уште еден перфектен потез да ВМРО докаже дека си го сака народот и да сака да му помогне. Тоа е во однос на ова прашањето што го е. Меѓутоа, Тони, ако ми дозволиш, не само да критикуваме да напаѓам, ја би сакал да изразам една, ако ми дозволиш, едно огромно задоволство и благодарност до координаторот, кој конечно свати дека во Штип има човек кој добро го разбира земјоделието и може многу да пружи. Ево веќе месец дена како со него се договоривме да реализираме еден огромен проект за едукација на нашите земјоделци. Во тој проект ќе бе се вклучени, веќе се реализира 3 предавања одржавме, а тоа е Општинскиот комитет, тука е Центарот за комуникации при комитетот и МЗШ, односно Министерството за земјоделие и стопанство, подршна единица. Она што е во вашата област. Јас само барам од него да ни дозволи да го работиме тоа што го знаеме и му обетуваме дека ќе дадеме се од себе. Благодарам. Така, благодарам многу. Добро, тоа е најдобриот принцип да се дозволи да работи кој што знае најдобро. Јас би сакал да се надоврзам на овој повеќе би рекол коментар. ВМРО-ДПМН е политичка партија која што е отворена спрема народот и во секојдневен контакт со народот ги слуша, ги прецепира сите оние барања, идеи, тоест оние ставови и мислења кои што народот смета дека се неопходни и витални за развојот и подобрувањето на животот на граѓаните. Сите тие идеи се анализираат, се проточуваат во една програма, која што програма подоцна со која што програма се излегува, како што претходно кажав, на изборите и врз основа на таа програма со определени рокови се продолжува во континуитет реализирањето на сите тие проекти кои што во суштина доваѓаат како барања на граѓаните од нивните средини кај што живеат па се до општо централно ниво, централни проекти кои што има значење за целата држава, не само во локални рамки. Дали тоа можам да го протолкувам дека тој начин да се биде поблиску до граѓаните нема да се напушти, независно дали ќе има големи митинзи или не? Се разбира. Ние сме во секојдневен контакт со граѓаните, ги слушаме нивните барања, внимателно се анализираат и се трудиме се што е можно во најбрзи рамки да може да бидат реализирани. Сепак, јас тука сум во оваа емисија во позиција на председател на Општински комитет на партија, меѓутоа ние како партија ги даваме тие ветувања на граѓаните и сме должни на еден начин да ги презентираме сето она што како ветување е реализирано. Да, па на таков начин можат да влезат и во плановите. Ајде уште еден гледач, јас сакам да почнам со некои прашања, меѓутоа моите прашања ќе почекаат, повелете со вашето прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, добар ден. Дали се слушаме? Да, повелете. Голем поздрав до емисијата, а посебно до денешниот гостин, доктор Дејан Ивановски, кој е уедно и председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Штип. Мило ми е што вакви кадри и стручни лица се начело на партијата и на државата. И ова ново лице, како ново лице, даде нова енергија во работата во нашиот град. И не го гледам како успешен континуитет во работењето на партијата на наше локално, па и на државно ниво. Посебно ги поздравувам заложбите на владеачката партија,
која сака да ја направи Македонија како подобро место за живење. Например, да го земеме самиот изградбата на автопатот Штип-Милодиновци, кој е капитален проект и кој до сега ни една власт која сме имале до сега не се нафати ово да го направи. И со ова, не само што имаме поквалитетен живот на граѓаните, се скратува времето, имаме подобра самата економија ќе има бенефит од ова, за пократко време, за штедува и време и пари до поврзување со главниот град. Сега ова е еден голем бенефит на сите граѓани на Македонија. Сега оваа владеачка, да кажам, партија или нашата власт води синхронизирана политика, но со тоа локалната власт се надоврзува на овие проекти кои се креирани од државата. Така. Добро, ви благодарам. Ми давате убав вовед за моето прашање, бидејќи поврзано со проектите го спомена нашиот гледач Автопатот. Тоа е еден од проектите за кои што постојано се говори дека е најважен за истокот и за самиот Штип. Да поминеме на тој дел, што мислите дека придонесуваат инфраструктурните проекти за Штип? Има освен Автопатот и други, ќе ги споменете веројатно. Да. Благодарам на гледачот. Автопатот е еден, според мене, импозантен проект за нашиот град, кој што ќе доведе до подобрување на целокупниот живот на граѓаните, подобрување на економската состојба во нашиот град. Тоа е еден проект кој што во минатото беше еден мит, една легенда. Сме слушале дека постои некаков пат околу Свети Николе и Скопје ни е навидно близу, но ете веќе тоа сега се станува реалност и за само неколку месеци автопатот ќе биде комплетно завршен. До овој момент прво би сакал да нагласам, инвестицијата е во вредност од околу 210 милиони евра, должината на патната траса е некаде околу 47 километри, со вкупна ширина на возното плато околу 29 метри, со по 2 ленти за возење и 2 за застанување и вкупно 6 ленти, 4 метри растојание кои што би биле хортикултурно уредени, 8 над патници, 5 подпатници и 7 клучки. Во моментот се работи интензивно на сите тие 7 клучки. Во моментот работат околу 800 работници и 370 градежни машини. Роковите за завршување на овој импозантен проект за нашиот град се мај 2017, значи за околу 6 месеци до сега. Меѓутоа, тоа што го имам како информација, овие рокови ќе бидат пробиени, но во позитивна смисла. Се очекува да биде уште порано завршувањето на автопатот и се надам некаде со почетокот на пролета Штипјани ќе им биде Скопје на дланка растојание, на само 70 на километри и на околу 40 минути растојание. Сето тоа ќе доведе до една поголема размена на стоки, на работна сила, односно Штип многу ќе се доближи до главниот град. Тоа сакав да ве прашам, бидејќи само брзината на стигнување тоа е прво што ќе помислат сите. Меѓутоа, што има повеќе како бенефит? Дали стопанството ќе добие нешто повеќе? Значи, основно нешто за развојот на стопанството и на економијата е патната инфраструктура. Со тоа ќе се зголемат капацитетите на производство на економскиот сектор во нашиот град, бидејќи со самото подобро поврзување со центарот на нашата држава ќе добиеме една подобра конекција и можност за подобрување на економијата и на сите наши стопански гранки. Меѓутоа, тука нема да застане ВМРО ДПМН. Веќе се одобрени средства за реализирање на други два главни патни правци во истокот, кои што ќе ја подобрат патната инфраструктура. Тоа е регионалниот пат Штип-Кочани, каде што ќе биде на ниво на експресен пат со 4 коловозни ленти во должина од околу 28 км. Инвестицијата ќе биде во вредност од 21 милиона евра, средства кои што се веќе обезбедени од меѓународни финансиски институции и со тоа практично ќе се овозможи на околните градови да имат еден побрз проток на движење на луѓе и добра до главниот град. Исто така патниот правец Штип-Радовиш во должина од околу 39 километри во висина вредност од околу 60 милиони евра ќе биде реализирани овие две големи инвестиции во рок од 2017 до 2019 година.
од она што го знам. Значи, дискутабилно е говорат, од политички аспект се говори најмногу за тоа, зошто се правело дури сега, зошто се правело со кредити, ставовите кои што ги слушаме, важно е дека се прави. Меѓутоа, многу важно за мене, пред првиот блок на реклами, да едно прашање, имате контакти најнормално како прв човек на ВМРО ДПМНЕ, имате контакти со највисокиот врв на партијата, практично и на власта во државата. Има ли уверување, колку сте уверени дека ова ќе се реализира? За автопатот слушнав дека има рокови, дали се обезбедени практично финансиските поддршки за реализација на сите овие други проекти кои што ги кажувате? Сите овие проекти кои што ви ги напоменав се обезбедени финансиски средства од меѓународни финансиски институции и на 100% тие проекти ќе бидат реализирани. Меѓутоа, јас би сакал да напомена не само во околината на Штип и Штипско, тоа е целиот овој источен регион. Сакам да нагласам, впрочем, и тоа што нас најмногу не засега на локално ниво, дека се направени огромни инвестиции во уредувањето на патната инфраструктура. До овој момент се инвестирани најмалку 5 милиони евра, асфалтирани се над 110 улици, со што практично некои населби за прв пат од своето постоење добија асфалтирани улици, добија подобрување на патната структура, бидејќи Штип со самиот свој развој се доведува до една позиција, во една ситуација кај што има зголемен трафик на автомобили и сето ова преуредување и отпушување на оние главни градски артерии доведува до подобрување и придвижување на сообраќајот во позитивна смисла. Секако и локалната власт е предводена од ВМРО ДПМНЕ и градоначалникот Илчо Захариев, каде што се, како што напоменав, реализирани над 110 улици се асфалтирани. Според мене, во овој момент, освен сите оние, да не ги набројувам, стотици улици кои што се направени, една главна артерија која што во овој момент веќе е во завршна фаза на реализација, тоа е улицата Вардарска од училиштето Гоце Делчев према Дулетот и кружниот ток. Навистина добиваме една отпушување на главна артерија, кај што движењето во централните градски подрачја ќе биде доста олеснето. Исто така сакам да нагласам дека се инвестирани доста средства во патната инфраструктура и во руралните средини околу Штип, сите оние населби, села, кај што се инвестирани доста средства за асфалтирање на токму околу нив и околу претходниот дел ќе имам прашање, меѓутоа мораме да одиме со првиот блок на реклами, пошто се враќаме да видиме што мислите за некои обвинувања кои што се јавуваат токму околу тоа вложување во рурални средини кај што нема многу жители, токму околу квалитетот на она што се става како асфалт, бидејќи има такви обвинувања и се упатуваат на адреса на вашата партија индиректно, па би сакал да го слушам тоа мислење, но за тоа веднаш по првиот блок на реклами. Знаете ли дека аронијата го намалува ризикот од заболување од канцер? Природна и здрава, набрана и сушена во падините на Берово. Агромакс. Едноставно природно. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. И после 25 години, се уште најдобри. Автошкола Зелен сигнал. Единствената автошкола во Штип која оспособува кандидати за возачи од сите категории. А, А1, Б, С, С+Е и Д. Најдобри инструктори, најсовремена опрема и возила и огромно искуство. Ние создаваме возачи. Автошкола Зелен сигнал. ПСС секогаш актуелен и во чекор со вашите барања.
Поведовме постапка за утврдување на сопственички статус, легализација на трактори и тракторски приколки, мобилни машини, мотокултиватори, автоприколки, приколки за домување, приколки за чамци од категорија О1 и О2, како и моторцикли и мопеди. Секогаш во чекор. ПСС. Кибела, најдоброто од мајката земја. Амор, амор. Убавина што воодушевува. Раскош за очите, одмор за душата. Светско, а наше. Ресторан Амор. Најубавиот ресторански комплекс во Македонија со сала за свечености за 800 гости. Вкус што се памети и векани пак. Со љубов, ресторан Амор. Посетете ме, Мебел, Јумис. Нека есенските лисија крцкаат под вашите нови чивли од Марвел. Зачекорете удобно во новата сезона есен-зима и станете член на големата Марвел фамилија на задоволни клиенти. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок – картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте а есенската Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Регионални вести на телевизија Стар во 17, 20 и 22 часот. Скандал во македонска каменица. Полицаец со чекани Тесла нападнал сосед. Удри во левата страна од телото на ребрата. Повторно ќе му се суди на братот на Слободан Даневски. Само одделовен имот на истокот, стамбеното предпријатие планира на најмалку 1200 евра месечна кирија. Ниту една општина од истокот не сака контрола за тоа како и колку пари дава на невладините. Истокот има голем природен потенцијал, ама нема план за негова заштита и промоција. Штип ги реконструира стадионите на Брегалница и Бело Брдо. Општината Каковрска има конструкција на посебно напојување со електрична енергија, која што веќе е завршена од наша страна. Еве назад по рекламите продолжуваме таму кај што застанавме, имаме гледач кој што ќе сочека барем малку, бидејќи ова е прашање кој што за мене е битно од аспект на обвинувања политички или не е битно. Во секој случај има обвинување од опозицијата. Една работа дека ова локална власт во Штип и партијата на власт практично преку локалната власт залумно инвестира во руралните средини, во места кај што нема многу жители, и втората работа дека понекад асфалтот кој што се ставал бил неквалитетен. Практично на некој начин индиректно тоа е на адреса и на партијата во која што вие сте координатор, односно председател во општина Штип. Благодарам на прашањето. Јас би сакал најпрво да појаснам на сите гледачи, на сите граѓани, овие средства кои што се инвестираат во сите оние рурални средини потекнуваат од
посебни фондови, средства кои што се за развој на руралните средини и не се директно од буџетот на општина Штип. Благодарение на ажурноста на администрацијата, на градоначалникот и на советничката група на ВМРО ДПМН конкурира на сите тие проекти во кои што се доделуваат средства за рурален развој, нашата општина ги добива и наменски се тие средства реализираат за подобрување на патната инфраструктура во сите тие рурални средини, како што се Сарчиево, Горачино, кај што се инвестирани големи средства во по околу 250.000 евра, потоа Долани, во Селце се асфалтирани многу улици и практично сите околни села околу нашата општина добија за прв пат асфалт на нивните улици, што се однесува на второто... Да, квалитетно, неквалитетно, дека немало да издржи многу. Да, јас би сакал да кажам дека според мене и според моје видување најлесно е да се наоѓаат мани. Ние сите многу добро знаеме дека СДСМ долго време го раководеше нашиот град од 2000 до 2009 година. Па јавно би ги повикал да излезат со едно соопштение, со една констатација колку улици се асфалтирани, колку проекти инфраструктурни се реализирани за тој долг период од 9 години, од 2000 до 2009 година, кај што има 2 мандати. Што се однесува до во однос на оние оштетувања кои што би можеле да настанат после асфалтирањето на улиците, она што јас го имам како информација тоа е јавно достапна информација, дека во сите оние договори со инвеститорите постојат заштитни механизми во самите договори, доколку се случи некое оштетување на определена улица, самиот инвеститор е должен да ја санира таа штета која што би била направена, без при тоа дополнително да се одвојуваат средства од буџетот на општина Штип. Значи заштитена е општината практично од евентуални дополнителни трошоци. Се извинувам на гледачот што почека, но прашањето ми остана од пред рекламите. Сега веќе веројатно добро вечер, повелете. Добар ден, добро вечер. Добар ден, да. Поздрав до вас до студиото, особено до гостинот, и му посакувам успех на престојните избори. Иако знам дека резултатот е известен и не очекувам ништо друго освен убедлива победа на ВМРО ДПМН. Наспроти секојдневните обвинувања на СДСМ во тоа како се тера политиката во државава, морам да нагласам дека оваа влада во изминативе години е пример како се води несебична и долгорочна политика. Доволно да го споменам само Штипскиот универзитет, кој е само еден пример од многуте капитални проекти кои ја сменија сликата на градот и животот на луѓето тука и на луѓето од цела Источна Македонија. И сакале да признаеме или не, наместо да одат студентите во Бугарија, остануваат во градот. Тука е индустријската зона која овозможува и ќе овозможува вработување на идните стручни кадри. И доволно е координаторот само да ги наброи сите реализирани проекти од страна на оваа влада и со тоа да поведе победничка кампања. Уште еднаш му посакувам успех на престојниот изборен циклус и сигурна сум дека штипјани знаат на чија страна се аргументите и само напред. Може ли да ве прашам само нешто? Ало? Повелете. Сакав да ве прашам, еве ги кажувате работите кои што јас сакав да прашам бидејќи се дел од проектите, меѓутоа дали би имале вие, што би очекувале од нашиот гостин, што би му порачале вие нему во иднина како да делува во која насок, бидејќи добро и тоа да се слушне, нели? Централната власт прави добра политика, добри проекти, треба само да ги поддржи. Поддршката од граѓаните верувам дека ја има. Така, значи соработката со градоначалникот со локалната самоуправа е клучна за да се подобри понатаму животот на граѓаните и сметам дека тоа е тоа. Така, добро. Значи благодарам на јавањето. Праката е веројатно да продолжите со поддршка на проектите кои што практично сметате ќе бидат клучни во наредниот период, независно од тоа бидејќи се работа за граѓаните остануваат. Спомена нашата гледачка, ги спомена универзитетот, односно образованието и вработувањето. Деновиве имаме преписка, расправи, различни изјави од партиите, имаше некои графикони на Facebook, ми се чини, на социјалните мрежи, за тоа колку е вработеноста зголемена или намалена. Па сега ВМРО ДПМН вели пошти вработеноста
односно зголемена, невработеноста намалена, СДСМ вели не е така, значи со своји ставови сите. Каде е вистината? Да, значи вистината е во самите факти, самите бројки. Фактите ги сите ние добро знаеме и гледаме. Во 2016 година, тоа се официјални показатели, во Штип се вработени околу 24.500 луѓе. Во 2005 година во Штип биле вработени околу 17.500 луѓе. Тоа е една импозантна разлика од 7.000 нови работни места кои што се оформени во Штип, односно тоа е зголемување за цели 40% на вработеноста во нашиот град. Основна улога јас би дал овде на подобрување на оваа слика е развојот на индустријската зона, каде што се отворени многу работни места, некаде околу 2200. Во овој момент функционираат 2 фабрики, се очекува отварањето и на третата, Johnson Control, Technical Textile и Кондево. Меѓутоа, оваа индустријска зона бенефит имаат и сите околни градови во овој источен район, и Свети Николи, и Кочани, бидејќи практично и тие имаат можност да се реализираат за тие работни места. Така, со нов гледач одиме, па ќе се вратиме на оваа тема уште малку. Повелете? Ало? Здраво, Македонија. Повелете, господине Кавраков, одамна не сме се слушали. Повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до младио координатор, кој има изваредна шанса сега баш да се докаже во Штип, политички и економски центар на Источна Македонија. Тоа е голема обврска, обавеза. Меѓутоа, верувам во неговите способности. Конкретно, Штип има најдобри услови за економија преку зоната, се знае. Меѓутоа, никој не е спомна гасификацијата. За неа се изборивме сите од Штип. Во овие граѓански парламенти од Штип почна гасификацијата. Со јавувања, со потреби за Источна Македонија. Тоа е еден само пример. Гасификацијата ќе донесе развој на Штип. Еве, се гледа. Продолжувам уште една работа. Јавното мислење и како треба да биде приоритет со господинот координатор. Имавме разговор, го обавивме разговорот и треба да ги реализираме задачите, што повеќе мислења квалитетни да понудиме во овај граѓански парламент. Ако во Штип ја не можам да се докажам со сета моја работа и со мојот центар, како ВМРО, ДПМНЕ, не го прифати тоа, како позитива, нема што натаму да дискутираме за јавно мислење. Значи, во овој град, во оваа емисија, ќе биде изградено најквалитетно здраво јавно мислење, со јавување во емисиите, со име и презиме, поштување на законот за медиуми и така натаму и така натаму. Затоа му пожелувам на Дејан најхитно да се обави најважното, односите со јавноста, тоест со оваа емисија и другите емисии, не е само оваа емисија. Штип е центар на умот, креативниот ум. Меѓутоа, за крај, има во третиот во ДПМНЕ многу доктори на науки. Штип има 500 доктори на науки. Нема ги само за титули, за добри, топли функции. Ќе ги разрамаш Дејан, ако не, ќе бидеш разраман ти. Бирај од двете едно. Благодарам многу. Благодарам многу, пријатно. Така, имате по некоја порака од нашиот гледач кој што долго време го немаше, кој што, да, ќе го има ако кажува, нели ако не кажува постојано исти работи, тој си го знае тоа, но имате по некоја порака. Тој го спомна гасоводот и спомена еве кадрите, доктори на науки, интелектуалната, веројатно интелектуалниот дел од граѓаните. Макар што не треба така да се делат, но само како нели луѓе кои што се на такви позиции. Велете со коментар на ова што кажа гледачот. Прво околу гасоводот. Да.
ВМРО ДПМН излезе со ветување пред граѓаните за гасификација на целата држава и во насока на тоа е изградбата на целата онаа трансферзала главен гасовод кој што ќе води од Кумановското село Клечовци па се до Прилеп и Битола. Во првата фаза која што нас најмногу не засега како Штипени, тоа е делницата од Клечовци до Штип во должина од околу 60 км, веќе е завршена. Поставени се гасоводни цевки со пречник од 505 мм со вкупен капацитет од 105.500 метри кубни газ на час и вкупната инвестиција на гасоводот е околу 77 милиони долари, но мора да се напомене дека голем дел од оваа сума е порамнување на клиничкиот долг со Руската Федерација спрема нашата држава во вредност од околу 60 милиони долари, додека остатокот е издвоен од буџетот на Република Македонија. Во првата фаза со гасификација би се опфанале сите оние стопански субјекти кои што ќе добијат најпрви еден еколошки и ефтин енергенс. Потоа во втората фаза да бидат вклучени сите оние институции под локална и централна власт и најважното, клучно, постепено да дојде до секој дом, до секој граѓанин кој што ќе има можност да се искористи овој ефтин енергенс со цел да се намалат сите оние сметки околу расходи за трошење на енергија. Имаме уште некои работи кои што сакам да ги опфатиме, меѓутоа време за вториот блок на реклами. Само кратко пред тоа спомена гледачот да не внимавате, туку да се работи многу на јавното мислење и креирање на јавното мислење. Тоа значи веројатно и односите со јавност, во која насока се отвореност ќе имате кон односите со јавност, односно не ќе имате, туку дали имате. Се разбира, ние сме отворени за контакт со сите медиуми, со сите издавачки куќи и сме на располагање во било кој момент да одговориме на секое прашање на било која институција од таа медиумска сфера. Така и на било која тема се разбира. Нормално. Тоа е најважното, секогаш треба да се свати и во политиката и воопшто многу важна е јавноста. Сега начинот на кој ќе се прави, дали тоа што го кажува нашиот гледач или на поинаков, важно е да стигнат информациите до јавност. Ова вече стигнува дел од информациите преку нашата емисија. Време и за вториот блок на реклами, пошто се враќаме со време кое што зависи од нашата програмска шема. Ке имам, се надевам, доволно за да опфатиме уште некои теми со нашиот гостин. И после 20 години се уште со вас. Се уште наевтини и најснабдени. Во Штип на 2 локации, центар и во населбата 8 ноември. Маркети Зендолино, дел од животот на многу генерации. Сакате 3 желби? Но гастрономски? Повелете во рибниот ресторан Златна рибка на нова гастрономска авантура. Топол амбиент, гостопримливи домаќини и неодоливи јадења. Повелете на рибни специјалитети, но и традиционални јадења и вкусна скара. Сакате уште 3 нови желби? Тогаш повелете во рибниот ресторан Златна рибка. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Најниски цени во маркетите на Китго. Мешана салата Ларс 34 динари. Чадена свинска печеница Глобус 288 динари. Мешан деликатес Берово 162 динари. Мармалад вкусно, мешан 49 динари. Сок Мазито со гратис кулачи класик 97 динари. Средство Типса со 450 мл гратис 69 динари. Детергент Персил 3 кг со гратис омекнувач Силан 353 динари. Цените важат со Китго клуб картичка. Маркети Китго. Направете промена во изборот на напивката со 100% чисто какао Кибела. Кибела,
Подарок од најдоброто од мајката земја. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот и најефтиниот хипермаркет во градот ве очекува. Елкос. Единствен од ваков вид, на површина од 5000 метри квадратни и 150 паркинг места. Елкос, каде купувањето носи насмевка. Од идеја до реализација со Градител Штип. Проектирање, изведба, продажба на секаков вид градежни материјали, обука за млади, но и возрастни, издавање на лиценци за зидари и фасадери, признаени низ цел свет, најсовремен склад со цемент, блокови, фасадерски материјали, граѓа, железо, како и лимови и профили. Достава до самото место на градба. Градете и изградете со Градител. Во тек изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Вака сега, не чекајте да пукне лето, па после не сме ви кажале. Правец во Интерсолар, ем ки си се бањате џабе, ем субвенции ки си земете. Е исто, ама не е исто. Со парите што ќе ги заштедите, повторно одите во Интерсолар и си купувате блиндер врата, и тоа во најразличен дизајн, боја и современ квалитет. Интерсолар ви нуди целосна подршка, продажба, сервис и монтажа. Башка и купувате на рати со попусти. Заштедете и заштитете се. Интерсолар. Продажни салони во Кочани наспроти градскиот парк и Сењак 3 во Штип. И оваа недела неверојатно ниски цени во туш. Регенератор за коса Глис 134 динари, течен детергент Первол 125 динари, риба пастрамка свежа 229 динари, замрзнати пирошки Трио 89 динари, закупен втор производ 50% поевтино или само 44 динари за парче. Кисело млеко Мегле 29 динари, закупен втор производ 70% поевтино или само 8 динари за парче. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Уште малку време ни остана во нашата емисија. Јас би сакал да се вратиме наназад малку, бидејќи споменавме за вработувањето, споменавте, тоа е, значи, адут кој што секој би сакал да го има на своја страна. Меѓутоа овде имаме еден друг момент. Постојано има некоја недоумица во јавноста дека политиката на оваа влада, на оваа власт во поглед на странските инвестиции не го постигнала ефектот на да биде конкуренцијата зголемена, дури и дека фаворизирани се странските инвеститори, а домашните не се. Дури и на последниот конгрес вашиот политички опонент излезе со најава дека ќе оди со зголемување на минималната плата во текстилот и сето тоа како, нели, најава дека ВМРО ДПМНЕ не постигнала таму нешто. Овие неколку да ми ги прокоментирате тема. Благодарам на прашањето. Не се сложувам со констатацијата дека странските инвестиции се фаворизираат за разлика на домашните инвеститори. Владата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, вложува многу во подобрувањето на, тоест олеснувањето на работата на домашните компании, олеснување на приемот на нови работници, тоест со сите оние давачки кои што се пропратени како осигурувања. Проектите Македонија вработува 1 и Македонија вработува 2 дадоа одлични резултати и доведоа до отварање на многу илјади работни места. Пак ќе се навратам на странските инвестиции. Странските инвестиции го сменија комплетно ликот на македонската економија. Ако до предопределено време во Македонија основно место во извозот беа суровини и полуфабрикати, во овој момент од Македонија се извозуваат
готови производи, се извезуваат автобуси, машински делови за автомобили, со што се подобрува целокупната слика на Македонија како едно стопанство и како економија која што може да биде конкурентна на овие простори. Инвестиране се повеќе од 2,5 милиарди странски инвестиции, кои што проекциите се до следната година да се отворат вкупно околу 34.000 нови работни места. Основен показател за тоа дали економијата оди во правилен правец е реинвестирањето, тоест сите оние мерки кои што се преземат од инвеститорите кон реализирање на нови инвестиции. 85% од сите оние нови инвестиции реинвестираат во постоечките капацитети. Еве, ќе почнеме од еден Джонсон Контрол. Отвори најпрво фабрика во Скопје, па во Штип, сега во Струмица и сето тоа практично допринесува до паѓање на невработеноста на историско ниво, морам да нагласам, доколку во 2005 година тоа беше околу 38%, ако не се лажам, сега е веќе падната стапката на невработеност на 22-23%. Сепак, се уште тоа е голема стапка на невработеност и покрај огромното паѓање на невработеноста, владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и секако ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија излегува со програма на престојните избори, каде што уште повеќе фокусот е ставен на можноста за отварање на нови работни места, подобрување на економијата и намалување на невработеноста во нашата држава. ВМРО-ДПМНЕ во овој период на владење се пофали на некој начин со одредување на минималната плата, за гарантираната, односно, сега СДСМ најавува нејзино зголемување. Дали е тоа можно, дали не направил доволно ВМРО во овој поглед? Не се согласувам со тоа. Граѓаните многу добро знаат во владењето на ВМРО-ДПМНЕ, во владењето на, се извинувам, на СДСМ во претходните години, Штип најмногу ја почувствува лошата политика на СДСМ, односно она лоша приватизација која што беше спроведена. Оние гиганти од текстилната индустрија, како што се Астибо, Македонка, повеќе од 5000 луѓе остана на улица, без работа, без основна екзистенција, па од тука сметам дека СДСМ има најмалку право да говори за некакви минимални плати во текстилната индустрија. Сепак тоа се приватни компании кои што ги диктираат темпото на развој на самите лични примања на вработените. Она што јас лично се ориентираат по пазарот, веројатно. Она што јас лично сметам дека треба да се даде многу поголем фокус на условите за работа на вработените во тие фирми, да се подобрат условите за работа, да се почитува работното време, да се почитуваат сите оние прекувремени часови на работа, да се почитуваат сите оние загарантирани права на работниците. Нешто за кое што јас ревносно се борам и ќе се борам, тоа е подобрување на условите за работа на сите овие работници во текстилната индустрија, овозможување на едни човечки пристојни услови за исхрана во рамките на самите предпријатија, нормално функционирање како обезбедување на добри услови за работа, заштита при работа, сето она, сите тоа се механизми на кои што директно може да влијае државата за подобрување на условите за работа на работниците. Два проекти кои што се за Штип битни се гледат различно од двете политички партии. За едниот проект и двете политички партии имаат слично гледање и го одобруваат како многу успешен и добар. Станува збор за Универзитетот Гоце Делчев. Таму нема двојба. Но за клиничката болница има различно мислење. Значи, се да се навели дека доцна се гради, дека лоши се условите, не работи ова, не работи она, дека требало доселе да се изгради. За овие две работи, што мислите, дали имаат право во обвинувањето? Исто така, јас би напоменал дека во годините кога произлезе идејата за формирање на самостоен универзитет Гоце Делчев Штип, СДСМ форсираше една идеја за формирање на диспрезирани студии од Универзитетот Кирил и Методи во Штип. Така да, мислам и дека тука граѓаните добро паметат дека благодарение на она решителност на владата на ВМРО-ДПМНЕ се формира
се формираше универзитетот Гоце Делчев Штип, кој што според мене е најголемото нешто кое што се случило во по новата историја на нашиот град. Во овој момент во Штип студираат околу 19.000 студенти. Во овој момент во Штип функционираат 13 факултети, распоредени во 3 студентски кампуси. Во 2007 сето тоа се започна со 7 факултети, со околу 1600 студенти. Самита оваа разлика во бројките покажува за прогресијата и развојот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и неговото правилно работење и функционирање, впрочем и по најновото рангирање втор универзитет, образовна институција веднаш зад УКИМ. Што се однесува до клиничката болница. Клиничката болница е исто така една многу основна човекова потреба да се овозможат добри услови за една добра здравствена заштита и здравствена услуга на населението. Впрочем, јас како доктор, тоа е нешто кое што најмногу ме засега и со ова што го гледам, со реализацијата на овој проект на клиничката болница, навистина можам да бидам задоволен. Тоа што не очекува? Не очекува една одлична, современа, мултифункционална здравствена установа, која што ќе биде установа за подобра здравствена нега на околу 200.000 жители, не само на Штип и околината на целиот источен регион. Ова инвестиција е вредна околу 30 милиони евра само градежните активности. На околу документацијата и проектите се работеше подолго време. Самото тоа зборува и за сложеноста на проектот, повеќе од 5 тима, 2 години и е предвидено да биде реализирано на 8 нивоа, најгорните 3 нивоа да бидат за хоспитализација на пациенти, другите нивоа да бидат за оперативни, амбулантски интервенции. Со тоа, освен што на пациентите ќе се овозможат едни подобри услови за лекување, ќе се овозможат и едни одлични услови за работа на медицинскиот персонал, на медицинскиот кадар за реализација на своите знаења и вештини. Така да тоа е една многу важна работа која што секој како човек го засега. Здравето е на прво место и мораме да се вложуваме сите своји човечки капацитети, да ги вложуваме во подобрувањето на здравствените можности за лекување на луѓето. Впрочем, ВМРО ДПМН инвестира многу во здравството. Се направени многу инвестиции како во опрема, како во едукација на кадарот во медицинските институции и мислам дека има многу големо подобрување во тој аспект. Така, тоа е ваш терен, бидејќи знаат гледачите дека меѓу другото сте клиничката болница интензивно се гради, според она што можам да го видам како граѓанин, веќе неколку нивоа се направени, интензивно се гради и тоа е проект кој што ќе биде факт во сосема скоро време. Така, бидејќи времето веќе не измина, останува само мене ме интересира мотивот на еден успешен стоматолог, бидејќи прво гостување ви е на емисија, да влезе во политичките води. Кај се гледате, впрочем, тоа што ве мотивира, што е сидрото кое што ви прави да бидете тука кај што сте, знаејќи дека нели политиката е за стоматолог е професија која што сепак она главното кај вас е стоматолог. Што по завршување, дали се гледате постојано во политиката ви? Вака сега, моето основно сидро во овој турбулентен период ми е семејството, мојот син, супругата, родители, брат и тоа се оние безценно е за секој човек, семејството кое што му дава сила и можност во нешто кое што се зафатил да го реализира. Јас во политиката гледам дека секој човек кој што има капацитет треба да се вложи максимално себе си. Политиката ја гледам како една работа која што треба да се реализираме не тргнувајќи од себе си, туку давајќи една сопствена жртва за подобрување на животот на граѓаните. И јас искрено би сакал да упатам еден апел до сите политички чинители, сите политичари, дека да не дозволиме зборот
политика да биде синоним за валкан збор. Зборот политика ќе биде и збор кој што значи само жртва, збор кој што секој човек треба да го вложи максимално својот капацитет, се со цел несебично да се помогне за подобрувањето на квалитетот на нашата околина, на сите граѓани кои што живеат во нашата држава. Дали тоа значи дека сакате да промовирате нов начин на практицирање на политиката? Нов, не е нов, меѓутоа да избегнувате напади политички, туку повеќе да говорите за она што сте го сработиле ви? Значи, ВМРО ДПМН е политичка партија која што сака да ги истакне сите оние работи кои што се ветени пред граѓаните, се реализираат пред граѓаните и нормално наша водилка е програмата во која што секогаш 100% и максимално се вложуваме. Се разбира, не можеме да бидеме и пацифисти, доколку е нормално некој кој те нападне да се одбраниш во соодветна мерка. Така, тоа веројатно ќе биде и начинот на кој што делувате и вие. Ви благодарам за вашето прво гостување во нашата емисија. Се надевам дека ќе гостувате и во наредна прилика. Поканата, навистина времето ни беше прекратко за елаборирање на сите работи кои што сакавме да ги затоа имаме следни гостувања. И други гостувања, благодарам. Штом сте отворени за соработка, ние ќе бидеме овде секој за ваши гостувања. Благодарам на гостувањето. Тоа беше доктор Дејан Ивановски, во случајов господин Дејан Ивановски, кој што е председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, во своето прво телевизиско гостување во нашата емисија. Секако не и последно ќе биде и во наредни прилики во периодот кој што престои пред нас. Вие останете во добро расположение и бидете овде во истото време и утре.